Почитувани, Македонија остана без почеток на преговори за членство во Европската Унија, а во Министерството за надворешни работи владее хаос и самоволија. Министерството со Димитров е постојан извор на скандали кои се или директно поврзани со Никола Димитров, или скандалите се поврзани со самоволие и политички реваншизам. Одговорен за оваа срамна состојба е министерот за надворешни работи Никола Димитров, човекот кој што се колнеше во Илинденска Македонија, ја представуваше Република Македонија, а сега се гордее со Северна Македонија. Почитувани, Никола Димитров, додека е начело на ова министерство, Македонија доживува порази, а министерството и дипломатијата ги претвори во приватен сектор, гранапче за задоволување на политичките амбиции и потреби на СДСМ. Додека на огласи се одбиваат доктори на науки и магистри по европско право и европска интеграција со меѓународни дипломи и искуство во дипломатијата, заради, внимавајте, застарено лекарско уверение, на платен список во МНР се блиски луѓе на Димитров и на партиското началство. Од тука Димитров мора да одговори како е можно шефот на кабинетот на Радмила Шекеринска, Катерина Ставреска, да биде вратена во Министерството за надворешни работи само на еден месец во јануари, за да добие дипломатска титула амбасадор. Дали за еден месец е унапредена во амбасадор од позиција помлад соработник во државен советник за протокол. Димитров мора да одговори зошто за доктори и магистри нема место во МНР и дали наместо нив има место за Љубица Пендаровска, роднина на Стево Пендаровски, потоа место за блиска пријателка на Димитров Елена Пресилска, има место за шарени твитерџи како Јане Лазевски или за пензионираниот амбасадор Ѓорги Филипов, кој што се откажа од трката за председател и на кој сега му се исплаќа за советување. Додека дипломатијата пропаѓа и под прашање се доведува подмирувањето на режиските трошоци на ДКП-ата на Република Македонија по светов, Димитров мора да одговори дали на платен список на МНР се и советниците на Зоран Заев, Дане Талески и Бојан Маричич, иако тие не се појавиле на работа во МНР ниту еден ден во Министерството. Почитувани, граѓаните не ги прифаќаат штетните политики на оваа власт, чии што репрезент во светот е Никола Димитров и актуелното нефункционирање на МНР. Крајно време е Никола Димитров да ја ефектуира оставката поднесена лани по пропаста на неговиот предлог за Илинденска Македонија, оставка за која што тврдеше дека е фалсификат, но никогаш потоа не се спомена евентуална истрага за тоа кој можел да фалсификува печат и подпис на Министерството и на министерот за надворешни работи. Почитувани, на македонската дипломатија е потребна обнова, сериозна обнова која што ќе се случи по смена на оваа власт. Благодарам.